И покрај бугарската канонада, македонската влада гледа низ позитивна призма, а Македонија ја бранат странци. Македонската влада е подготвена на одредени појаснувања кои се загрижувачки за Софија, но велат нема потреба од нов договор. Факт е дека имаме заедничка историја, која што е потврдена во договорот за добрососедство, пријателство и соработка, и ако се фокусираме кон иднината, заедничката историја треба да се искористи за да се најде решение. Владата на Република Македонија ги охрабрува експертите од заедничката комисија за историски прашања да продолжат кон изнаоѓање решенија. За разлика од владата која е воздржана во изјавите, Македонија ја бранат од надвор. Германецот Гералд Кнаус, познат политички научник и директор на Европската иницијатива за стабилност, обвинува дека она што го прави Бугарија е недозволиво и контра политиките на Европската Унија. Замислете Германија да инсистира на тоа Австрија да признае дека има германски корени, заканувајќи со тензија ако не е така. Шведска да го прави тоа на Норвешка, Чешка да го вели тоа на Словачка. Апсурдно, да. Тоа е она што го прави Бугарија, уривајќи го кредибилитетот на политиките на Европската Унија за Балканот. Бугарија многу пати повтори дека Македонија ќе добие вето доколку не ги прифати уцените од нивна страна, односно откажување од историјата, јазикот и идентитетот. Овој став уште еднаш го повтори бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов, велејќи дека никој кај нив нема да направи отстапки и да не ги почитува одлуките на собранието. До овој момент и да из отстапки на бугарската влада нема, бидејќи тоа би било национално предавство. Никој нема да превземе таква историска тежина да биде нарекуван нешто слично како Георги Димитров, односно национален предавник од следните бугарски поколенија. Скопје еднаш за секогаш треба да признае дека историјата до 1944 година е заедничка бугарска историја, дека имаме заеднички национални херои. Ваквиот став на Бугарија уште еднаш го потврди и тамошната министерка за надворешни работи Екатерина Захариева. Таа во интервју за Reuters вели дека Софија го губи трпението поради одбивањето на Македонија да го имплементира договорот за пријателство, кој двете земји го потпишаа во 2017 година. Според Захариева, Македонија ќе мора да признае дека македонскиот јазик и идентитет имаат бугарски корени. Нашите грижи потекнуваат од бескрајните тврдења за македонско малцинство во Бугарија. Признавањето на бугарските корени ќе му стави крај на тоа. Не спориме со нивното право на самоопределување, ниту со правото да се го нарекуваат јазикот како сакаат. Подготвени сме уште еднаш да ги потврдиме актуелните реалности, но тие мора да ја прифатат историската вистина. Бриселскиот весник Политико веќе објави дека Софија е подготвена да не ја блокира првата меѓувладина конференција на Македонија, но за такво нешто услов е да се постигне компромис со кој Бугарија ќе го признае македонскиот идентитет и јазик како еден од официјалните јазици, а Македонија за возврат дека тие имаат бугарски темели. Претходно Софија до земјите членки на Европската Унија достави меморандум во кој го оспорува постоењето на македонскиот јазик и нација до 1945 година.